Тимур, видовме како децата те пречекаа кога пристигна пред неколку часа, веќе неколку години си во Македонија, го знаеш нашиот менталитет, знаеш што значи ракометот за нашата земја и знаеш што значи Кирил Лазаров, па ево твоја гледна точка како е да се биде гостин на кампот. Знаете, ако му зборувам за камп, то прв човек кој мора да почне ову идеju за иднината за македонски ракомет, тој е Кири, затоа што човек, ако во свету да прашаш за Македонија, за македонски ракомет, прво е да одговарат за Кири. И кога јавил на мене да прашал могу ја ќе доаѓам тука, едноставно да кажал супер, ќе доаѓам затоа што знам овие деца иднината за ракомет. Да, тој тие следните луѓе, следните ракометари и ракометарки кои да играат за репрезентација Македонија, машка, женска конкуренција. И секој ден мислам за камп, овој празник за нив. И кога беше ми млади во таков возраст, да, ми немали такви кампови, такви условија, што могу да кажат. Еве, кажи ни како е во Русија, дали ракометот во Русија има истата оваа димензија, како изгледаат камповите таму, како сега младите имаат можност преку камповите да ги видат, да работат со своите идоли? Знаете, мене е лошо што во Русија нема такво внимание за ракомет как во Македонија. И могу да кажат не само за Русија, за сите, за многу држави кои имаат и клуби и репрезентација, но немаат таква желба, таква интереса за ракомет. И тоа што овој 2, 3, 5 години се случува со ракомет во Македонија, тоа е индивидуално. Ја не знам уште земји кои сакат так ракомет. И затоа многу се жалам што нема во Русија такви кампови, таков интерес ко ракометот. Но мислам тоа е жаль не толку Русија, а целому свету.